Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, ја користам деловничката можност која што ми е дадена согласно членот 70 став 3 да побарам точката 13 за Академијата за суди и обвинители да се тргне од дневен ред. Ова е трет пат овој закон да биде поднесен, од кој што еднаш во редовна постапка, два пати во скратена со европско знаменце, и ова е трет пат да биде поднесена оваа законска регулатива со европско знаменце. Она кој што е индикативно и за кој што во краткото време сакам да ја запознам јавноста, дека овој закон и покрај тоа што е поднесен со европско знаменце не се усогласува со ниту една европска регулатива, заради тоа што не постои европска регулатива која што дефинира на кој начин може да бидат избрани суди и обвинители. Овој закон ќе го смени системот да биде целосно субјективен, односно да се даде можност на комисијата, која што пак членови ги именува министерот за правда, да одлучува со човечки фактор кој треба да биде нареден судија и обвинител. Тоа значи дека дискреционото право дадено на оваа комисија ќе даде можност да се делегираат 130 послушници, кои што наместо да ја кренат нивото на оно кое што се случува моментално во судството и обвинителството, дополнително ќе го смалат и тоа кое што е сега на нивото, а кое што мораме да признаеме сите дека е исклучиво мизерно. За ваквото мизерно ниво на, кој рекол, правосудниот систем во Република Македонија неколку пати си има изразено и Европската Унија, од Стејт департментот исто така стигнуваат критики, а сакам само да кажам во моментов кои се оние кои што се главни одлики на целиот правосуден систем. Јовевски наместо да е главен обвинител државен, тој чека да биде именуван за уставен судија. Овој Јолевски, кој што е ненадлежен за ништо, но е надлежен за институцијата за која што Ленче Ристовска вели дека е главен извор на трговија со влијание. Оваа Дамева, која што ние ви кажувавме дека од Штапе дојдена и дека е именувана за претседател на судски совет, не бари на Клоција избркаа од таму за да дојде нов претседател на судски совет, кој што, замислете, ќе го прекрши деловникот на судскиот совет и веднаш на првата седница ќе ги избрка камерите. За овој Ислам Абази не сакам да зборувам заради тоа што тој не знае никого, но не можете да го видите во друго друштво освен со големците на ДУИ. Она кое што сакам да го кажам дека со овој закон ќе се постигне одредено многу високо ниво на клиентелизам, на поуторноство, целосно ќе се дерогира и уништи судскиот систем, но на крај сакам да кажам една порака. С оглед дека сте решени и ова да го поминете како законите за Бехтел и Енка, тие кои што ќе бидат именувани треба да знаат една работа. За многу кратко време некој ќе ги повика да одговорат зошто не постапуваат на очигледно исторени криминали и приложени докази и зошто се обидуваат да скријат некој функционер од власта. Кога ќе дојде таквото време, тогаш тие луѓе без разлика кој од која политичка партија е наместен таму, ќе треба да одговара. Уште еднаш апелирам, дајте да го трнеме од ова од дневен ред, затоа што на ваков начин уште повеќе ќе се срамеме и пред меѓународната заедница и према сите сериозни партнери на Република Македонија. Благодарам.